некој reward панел во Vlogmasov, зашто Christmas offer ќе го има. Сакав да се експортира од DaVinci со color correction. Значи, не може да ви долова како изгледа това. The memories of Christmas past. My brother's hanging up the lights. We're laughing about the childhood fights. Mom's in the kitchen, radio singing the wrong song. Добро утро, луѓе. Добро дојдовте во новиот Vlogmas. Само што станав 7:40. Ми се стани надвор кавен. Треба дојма сега на факс. Ќе спрема и тргинаме на факс. Мора да го издржиме Vlogmasов. Мора да дојме на факс. И тоа е. Така да... Луѓе, се спремив. Сега се спремив и сега ојме на факс. Чекај пенкал да земе. И ќе ги слушаме часовите. И тоа е тоа. Ја, забавиш онака што да не би студит вака во овие зимски, декемвриски денови, треба да си нарачате Hustle Duxeri. Порачај Hustle, ке си хаслер, ке ти топло. Ко менеш ми е топло. Луѓе, завршив со факултет, сега ода до соба, не знам колку ме слушате, ама од сега па натака ќе бубицата ќе зема со мене за денеска да се слушаме како што треба, да имаме како што треба аудио. Така да ојме сега в соба и ќе видиме што ќе правиме. Треба да се направи тамнел. Сега луѓе, само што јадев и да го направам сега тамнелот и како би изгледал, да речеме, ќе најдам некој темплейт како би изгледал тој тамнел за Vlogmasov, што ќе видите за цел серијал. Така да ќе да го направиме тоа. Нема кај да ве постава да ви пушта еден таймлепс за тоа, а и се полни телефонов, зашто денеска ќе ни треба за снимање. Така да нека се наполни телефонов, па после ќе снимаме откој ќе завршиме свето. Луѓе, готов е влогот, аплодиране, сетапнат, тамнелот е готов. Сега треба да направиме едно кратко клипче, што ќе ојде прво ко тизер на социјалниве платформи на Instagram и на TikTok. И тоа само ќе го направиме. И после тоа ќе видиме што треба да направиме, треба нешто приватно што е за ван камера да се направи и не знам искрено, денеска нема толку многу врски. Ќе смислиме нешто да има да биде интересно, да направиме нешто. Зашо денеска баш мислев дека ќе биде интересен ден, ама малци имав часови,
1-2 часа одржав и не пуштија, така да сега ќе го доправам ова. А што треба да направам? Да, ќе го направам ова видео, не знам да ви става, ќе става тука телефонов да снимиме нешто, да имат повеќе контент. Да, во главно денеска ќе бидат после таа работа што треба да ја завршам приватно, после тоа во главно ќе бидам соба, така да ќе едитират, има некои видеа што треба да се изедитираат за на македонски и треба да снима едно видео за на стори, за на Соколевски Д профилот, кај што ранував како персонален бренд веќе година дена, но не ојде работата, не ојде Инстаграмов и баш вчера истражував и гледав што како и најверојатно туку денеска, откога ќе завршат другите обврски што се ван камера, ќе направа едно видео кај што ќе снима и ќе кажа на тој америчкиот профил дека веќе се разделуваат, се мрџнуваат нештото и ќе се фокусира само на еден акаунт, кај што ќе бидат све тип-топ, онака, све ќе префрла на Сокол ТГ, зашто и онака сега на Инстаграм во 2025 имат мултилингвал фичер кај што ти ги преведуваат на 3 различни јазици самиот Инстаграм видеата, така да немат потреба да шета од едно на друго и згоре на све да прави конфузија на тие што ме гледаат. Ако направа еден акаунт ќе биде powerful акаунт што ќе биде тип-топ и што ќе расти, зашто вака енергијата е реда на 2 различни, на 100 различни страни поготово и џабе не се креват нештото, така да ако сакаме да направиме нешто што и да изграда персонален бренд, ќе ојме со една стратегија која има замислено и ја мисля дека ќе имат growth и до крајот на, не до крајот на година, ама мисля дека ќе имат ефекти и growth после сето тоа истражување што го направив, така да, значи тамнелот е готов и вака ќе изгледаат тамнелите, со искуство Photoshop. Добро. Ќе видите, поточно веќе видовте како изгледаат тамнелите и сите тамнели ќе бидат исти така. И одам сега да го смонтирам тој како тизер малце и се гледаме после нешто ќе смислиме да правиме. Поточно кога ќе ги снимам тие, мислам дека ќе имам асистент. Не сум сигурен, ама мислам дека ќе имам асистент денеска. Ако немам, тогаш ќе видиме некако ќе направиме кога ќе ги снимам другите видеа да имаме контент, да видите како се снимат позади сцените и тие работи. Така да, јап. Уживајте. Тизерот е готов. Ева вака. Не знам како да би изгледало. Вози на крст. И после тоа ова ќе биде само за првиот влог вака, тизер. Другите ќе одат онака со исечоци од самото видео, со опус клип ќе правиме, зашто можда некој вака ја ќе ги исече кој ќе има време, зашто има и други видеа за едитирање, ама ова сака онака да го официализира и прв ден да се официализира дека почна влогмасот. By the way, ако приметуите, овде вака вчера средив брадата и вака нафатив бркот и мора вака и секој дете личи искрено. Ама тоа е шо е. Значи видеото е готово
И сега можда најверојатно ќе се јава ваму кај што треба да појда и после тоа ќе се вратиме и ќе работиме цел ден и ќе имаме контент од денеска. Тоа што ќе го работиме, тоа ќе биде контентот за денеска, зашто нема планирано ништо нигде оње денеска. Така да, сега ојме прво да го аплодниме на YouTube. Првиот тизер и после тоа ќе се аплоднат и на Instagram и на TikTok. Го објавивме и видеото што требаше да бидат за... Опа, не е вака. Вака е побаво. Го објавивме видеото што требаше ко тизер да излезит и тоа е тоа сега. Да, косата лом. Кој ќе е ладно времето и ми пукат кожата и лом. Све лом. Така, значи, сега треба да го почека една другарче да дојде, да ми донесе нешто доста е тука и после тоа тераме вамо кај што треба да сработа, тоа нешто да појда ван камера и тоа е тоа. После тоа имаме да сработиме некои многу други работи што испадна, плюс што онака не ми иде на памет преска да каже, тоа е кажав дека треба да снима мерч видео. Треба го кладав се да се инсталират Unreal, вчера во влогот го кладав да се инсталират, ама ко видов колку гигабајти е, нема време, требаше да дојде Охрид и сега овде вака и брз е интернетот, така да ќе се инсталират. Треба да направиме Christmas offer и за академијата и за Hustle. И треба да смислиме некој начин, не начин туку не знам, нешто да можете да освоите во секој еден влог. Сака нешто да направи во секој еден влог, некого да ревордна. Например, еве сега во моментов ми идет идеја само една, ќе се осмисли тој цел панел како треба и што треба да се правите и како ќе одат работите и што ќе се дават и како ќе се дават. Сега за сега можда во овој влог ќе го потврдиме ова само на крајот. Сега на памет ми идет, пишете коментар што ве интересират лично за мене, некои работи онака Q&A, што ве интересират и ја ќе ги избера тој коментар и ќе му да шаут-аут и ќе му го прочита коментарот. Сега за сега. Дали ќе остане истиот принцип до крајот на влогов, ќе видиме. Можда ќе додаеме уште еден реворд, ама ќе видиме попосле, тоа треба да го смисла што ќе биде и да биде ферски за сите, да биде исто, да не биде само еден ист што ќе добиет, ете да речеме шаут-аут или еден што ќе му прочита коментар. Во моментов сега нема што да правам, сака да ви го направа, да ви го долова на мој еден ден, скроз колку што може да снима, да биде на камера. Во моментов нема ништо што да правам, освен да чека Unreal да се инсталират и да го почека другарчево, така да нема нешто што конкретно би можел да правам, муавет нема идеја. Колку што може ќе шерува како изгледа еден мој ден како ентерпренуер, на македонски го преведов, и како изгледат нешто кој има премногу врски и ќе се потруда да ги снима сите тие работи. Мисля дека све во глобала може да пушта освен музиката, зашто другиот дел, другите обврски што ми се на англиски, се за англиската публика. Еве, например, овај Christmas offer-ов, што е за академијата, е све на англиски и е за англиската публика. Да речеме Hustle е и за англиската и за македонската публика, така да тоа може да го сподела сега.
Зашто Christmas offer кој Christmas offer ке го имат. Има некои работи што не може да ги сподела уште. Не сака да крија многу онака да, зашто кога ќе гледајќи го претходниот влогмас, сватив дека ако има многу проекти и сега сите проекти ги скриваме и ништо не кажуваме, празен изгледа влогот, зашто ја кој ќе го снима влогов пробува да не открија многу работи што се во процес на прајање, што не се спремни за излагање во јавност, да не се ликнат некои работи, ама сватив дека мене тоа ми е денот. Тие работи што не може ја да ги ликнам, мене тоа ми е денот, тоа ми е работата. Така да ќе се потруда што пој ќе може и кој ќе едитира и кој ќе снима работи што веќе се излезени, дури излези влогов, да ги снима. Така да ќе биде интересен влог, ќе имаме и едно патување, еве ви еден предизвик. Не е тоа некое си патување сега, кој знае каде, во држава внатре, ама ќе ојме на едно место и не знам точно кога, сега почнавме, не знам точно кога, така да ја мислам дека моите да гаѓате во коментари долу каде ќе одам за брзо време и што ќе правам таму. Така да гаѓајте. Јас се вратив од ваму кај што бев, сега јадов и ќе работиме сега на ова што треба да го сработиме. Прво треба да изедитираме едно видео за академијата, после треба да го снимиме тоа видеото за мерч, па потом понатака што ќе правиме. Сега ќе ви пушта еден таймлапс, ќе наместа негде камерава да гледате и вие. Ќе работиме. Знаете што, не може да ви пушта бирол и таймлапс од кај што работа, зашто немат како да го постава телефонов. И као нечу само мене да ме гледате, саки да гледате кај што работа овде вака. Не биват нешто, така да ќе ви наместа еден таймлапс од надвор, да го гледате време во sundown, ќе наместа еден таймлапс да се сними таму и тоа е тоа. Таму може да наместа да снимат. Уживајте во тоа, па после кога ќе го снима видеото ќе ви кажа, ќе ви пушта да видите и вие како се снима видеото. Луѓе, помина 2 сати од кога последно ми се јавив пред да го пушта таймлапсот. Значи го чекав да се експортира од DaVinci со color correction. Значи не може да ви долова како изгледа тоа вака. Ќе ви покажа овде, значи еве оригиналната слика од видеото и еве сликата со color correction и чистење на noise. Значи преако изгледат. Не знам, прехепи се вака ќе ги направи овие работи, ќе го изедитира и се експортираше видеото, немаше што да сниме и гледав да ви кажа право искрено, малце се опуштив. Гледав една уствари 2 епизоди од The Rookie 7 сезона, така да малце почилавме. Ова видео ќе треба да се доедитира дома, зашто ќе треба да снима некои си B-rolls, што треба да бидат
show instead of tell, така да тоа ќе се снима дома, зашто овде вака нема таков environment. Ќе почнем да зборува на англиски, зашто Тревит кај што гледа во таймлайнот. Ова видео веќе ќе биде излезено за некој ден, така да немат врска, немат гајле што го спомнавме. Сега следно што треба да направиме, Unreal го инсталиравме денеска. Треба да го рекордниме мрч видеото, но прво сакам да направам еден тренинг негде околу неколку склекови, нешто така маце да направам, зашто долг период не сум во форма, мислам сум во форма, ама немам тренирано долг период, така да сега ќе направя некој склек, тоа нема да ви го снима зашто немам кај да го поставя телефонов, или можда ќе ви снима, ќе видиме стварно. Нема, зашто ја гледа све да е естетично колку што може. Еве, ако можете да приметите, овде вака имат lines и сега синематско е овде вака да биде, не овде вака средина. Така да гледа цело време да биде тонака баш нешто малце и по мое, малце по правила за снимање, golden rule. Сега да, правилата во креативата се направени за да се кршат, ама поинтересно изгледат и онака сите филмови во Холивуд се снимали по тие правила, така да и сакав да го направи овој влогмас да биде кој што требите. Така да сега за сега останем да го снимиме тоа, ама ќе го снимиме откако ќе повежбам малце и ќе одам да се истуширам. И баш као тоа после ќе треба да го креираме Christmas оферот и да го размислиме убаво и да најме идеи за тоа што ви викам денеска, да наградувам по еден од вас кои го гледате влогмасот секоја ден. Така да, без разлика дали тоа ќе биде да прочитам некој си коментар или нешто ќе биде некој стварно поклон, тоа ќе видиме и ќе го размислам после, и на крајот од влогот ќе се каже што ќе биде секоја ден тоа изненадување. Покрај тоа, вечерва откако ќе го завршам влогот, не верувам да стигнам да направам нешто за тој проектот што го спремам со сестра ми. Така да, ако стигнам ќе направам. Башка треба утре сме вторник, и утре ќе го посветиме денот за да направиме една апликација, мобилна апликација која е на факултет проект, да го завршиме тоа, да го билдниме UI-от до делот кај што треба да се конектират со датабаза. Знам, можда на некој од вас овие работи не ви се познати, но покрај тоа што студирам мултимедија, имам и некои предмети кои се така баш поврзани со програмирање, со React Native и тие работи, тие што се разбирате во вас знаете за што зборувам. Така да сега да го завршам тој тренингот и ќе се видиме повторно. Луѓе, завршив и тренирав малце. Искрено паднат со формата скроз. Едва и направив 40 склика, ама мора да се врата на тренинг, зашто не знам, едноставно поубаво се чувствува кога ќе тренира, ама ради некои други причини, поради многу работа немав тренирано долго време и планирав дури в теретана да почнам, ама не знам, искрено веќе е касно да почнам сега в теретана, зашто
Вистина е 1 декември, ама јас си ода четврток, понеделник се враќам навечер, зашто понеделник не се работи. И кога ќе видиш, помина месецот, џабе ќе го плата, кој нема да појде, ќе појде само 2-3 пати. Ја мислам дека од нова година натака, најубаво ќе биде да почнав теретана и да се врата во форма и во поубава форма од што бев. Така да сега појде да се стушира и ќе се тапниме, ќе наместиме све овде вака да снимиме. Има една идеја, таа ламбата таму ќе изгасам, ќе ја пуштам само таа и камерата ќе наместам тука, а во позадина ќе го свртам лаптопот и ќе ставам некој си оган. И така нешто ќе пробам да го снимам тоа видео за марџот и после тоа ќе ги правиме другите работи што треба да се направат за Крисмас. Нема никој тука да ми помогне за снимање, така да не знам уште колку ќе снима денеска. Можда ќе дојд некој другарче попосле, во моментов е на школа, ама не знам дали ќе дојд. Ако дојд, тој ќе ми помогне за снимање, ако не, само ќе го оставя телефонот да снимат кој ќе го снима тоа видео. И тоа е тоа, нема че да се прави сега. Малце ќе одмора, цел ден од сабајле од 7 кога станав, не со застанот. Така да малце ќе одмора сега и ќе изгледа уште една епизода од серијата, така да. Луѓе, сега го снимаме видеото кој преска ви го најавив. Зна дека многу е поквалитетен сега саундов и ќе проба да го снимаме влогмасот од другата недела со Бубица, зашто сега нема како да го одржа телефонот, бидејќи имат еден како се викат приклучок што е во телефонот за да пренесоит ресиверот саунд. Така да сега да го снимиме тоа видео. Може да се вратиш нанака од онде. Okay guys, this video is hard for me to record. Okay guys, this video is hard for me to record because I started this profile so I can build my personal brand. But I had been doing this 1 whole year and I built 45 followers. Why? Because I spread my energy through everything. I put my energy on my main account, on my other accounts, on... Океј, сега мојме вака малце да поправиме, ама не може да го држа вака телефонов, така да камеранов ќе ме поснима малце. Ова видео беше тешко видео да се снимит. Ој одавде зна, ова смета. Ова видео беше тешко да се снимит искрено, зашто година дена го работ овој профил и освен вјусот, фоловерсот никој пат не растеше. Морав да направам нешто за да избилда некој постронг персонален бренд, така да решив двете нешта да ги став во еден, како што кажав претходно во влогот. Така да сега после ова ојме да го изедитираме ова или нека прележи вечерва, зашто имаме некои работи што не се довршени за во овој влог и што ќе бидат многу убави работи и за вас и поиќе за вас отколку за мене. Така да ојме сега на тие работи, ќе ви снима кој ќе го правиме Christmas packот и кој ќе правиме тој оферот што ќе добивате вие нешто секој ден. Така да се ближи крајот на овој влог, уште малце ќе излези првиот влог. Се надевам дека ви се допадна, ако ви се допадна и тој, ама и овој влог, оставете лайк, а исто така оставете и subscribe во знак на поддршка на TG Production, за да продолжиме со контентот и да не мотивирате да работиме што поиќе. Така да сега се враќаме
non-official vlogging without these things, така да ај се гледаме после. 49-48 излагат влогмасот, така да не го гледав ја, ама можда ќе има некој рецепт. Ја да ви кажа, седнав да го изедитира ова видео што го снимав на сега, го искапнуив, сега ќе го експортира, за да може да го color grade-на, што се бекоманато, за да може да го color grade-на и откој ќе го color grade-на, ќе го досредиме, ама прво сега треба да ја направам тактиката за овој Christmas offer и Christmas package од двете страни. Да бида искрен, сакав да направам некој си дизајн од Hustle, што ќе биде смрзнат некако, онака замрзнат, ко логото од Facebook сега во моментов што е, ама некако не ми одработјаво, не изгледа како што треба, не е тоа, зашто искрено Hustle е уникатно и онака за да го надминиш оној дизајн треба да ти е нешто уште поуникатно. Убава идеја, ама ја мисля дека и ова година ќе остане исто, само ќе се направи некој Christmas package кај што ќе добиете нешто, не знам, некој пекидж заедно со труксерот, така да го наместо ова да се експортират. Планирам да го направам dark, moody, ама ова ќе биде на warm, онака color, така да да пуштам само едно клипче. By the way, денеска го крашнавте Инстаграмот со кога објавив тизерот за влогмасов, над 1000 прегледи за помалку од 2 сати имаше, така да тоа е good sign дека ви се свиѓа контентот. Сега ќе објавиме некои си така sneak peeks од влогов и ќе седнеме и ќе размислиме што треба и како треба за ова. За Christmas offerот. Неверојатно ќе одат за Hustle, ај ќе го направиме некако. За Visual Hustle Academy не знам што да направам ко комплет некој така. Што да ко комплет во Visual Hustle Academy. За Christmas оферот све е спремно. За Visual Hustle Academy го спремив на оферот, излегуваат утре. Исто така, ако стигна утре, ќе го направа и оферот за Hustle. Така да го решив ни тој проблем. Нема да ви кажа што е. Ќе останете изненадување тоа за утрешниот влог, зашто утрето ќе го правиме. Сега веќе е касно. И друго што имав денеска да направиме да завршиме. Аха. Нешто за... Еве. Нека остане тоа за денеска, тоа што го реков, од почетокот на влогот кај што кажав што ќе имат за утре со коментарите. Тоа нека остане за утре, а утре ќе смислиме за друг ден за задуте што треба да направите за да добиете нешто. Така да, еве, оставите коментар, утре ќе го прочитам вашиот коментар и на крајот од влогот кој сега ќе ви кажа што треба и како треба да направите за да добиете нешто или не знам,
ќе разговара со тимот зашто нема искрена идеја што може да се направи. Така да јас сега ода да го експортира ова, ода да го префрле влогот и да го измонтира. Нема цел да стигна да го измонтира вечерва, зашто цела трета рано да стана. Ама што знам, може да ќе ги измонтира вечерва. Како ќе ме удри мотивацијата. Така да stay focused, се гледаме утре со трет ден влогмас. Peace out.